Секое домакинство од југоистокот генерира над 2 тони отпад годишно, од кои дури 60% е органски и биоразградлив, кој може да се искористи како нов ресурс. Ова е констатацијата на Центарот за развој на југоисточниот плански регион кој го финишира проектот "Размислуваме за компостирање", преку кој 400 домакинства од 10 општини од овој дел на државата добија компостери за производство на органско ѓубриво. Паралелно со овој проект изработена е и студија како сите чинители од домакинствата па се до комуналните предпријатија треба да се вклучат за искористување на органскиот отпад. Оно што можете да се направи е препораките за домашно компостирање, меѓутоа и ангажирање на локалните самоуправи и надлежните институции, комуналните предпријатија за компостирање во однос на собирањето на отпад на јавните површини како органски отпад, меѓутоа и од земјоделските. Затоа што факт е на ниво на Република Македонија земјоделскиот отпад е втор по големина после рударскиот отпад. Во југоистокот во ниту една општина нема целосна селекција на отпадот, а камоли компостера, иако земјоделскиот е најголемиот отпад според статистичките показатели. Тоа што се дава како насоки е значи прво пред се на индивидуалните домаќинства, меѓутоа постепено ќе мора да се започне со селекција на отпадот. И она се надевам втора фаза и она што се препорачува е прво за примарна селекција на отпадот, уште почнувајќи од самите домаќинства, меѓутоа и секундарна селекција односно на обезбедување на поголеми компостари на ниво на локално ниво и секако на регионално ниво. Проектот "Размислуваме за компостирање", посветени на одржување на органскиот синџир, се имплементираше 15 месеци со основна цел подигање на јавната свест кај граѓаните за бенефитот од компостирање за да се заштити животната средина, а се работеше заедно со Асоциацијата на југозападни општини од Бугарија, за што беа потрошени околу 116.000 евра од Европската унија од програмата за прекогранична соработка.